Bakni, bakni, bakni me nežno oblanog, guškaj me, miluvaj me ti, šepni mi tiho ljubena, ti si mi se, veti mi večno, kje sam tvoj, najmili ti si sonot moj, ne sakam nokva, za nas znaj, da ima kraj. Najdi mi nekapната солза. Широки насмевки, харизма и гласови како славејчиња. Ова се првите нешта кои ги забележувате кај овие три тетовки. Нивната приказна започнува од едно видео на социјалните мрежи, па преминува во популарност и препознатливост и во Тетово и во целата земја. Со песните допираат до сечие уво, а со пораките кои ги испраќаат до сечија душа. Се нарекуваат шербет, сладки и автентични. Запеј ми незапеан пој. Како што најчесто знаеме да кажеме дека шербет настана спонтано, кој се враќавме пред наступ со хорот, се враќавме од, мислам дека од Гостивар беше, и на улицава кај музичкото е на тротоарот и рековме ајде да снимиме некоја наша македонска песна, ама свите како што бевме туека, а со Марија претходно имамо зборено, тоест она свиреше у бенд еден Кицов Чак Норис. И цело време кога се договараме, она ме прашува дали сакаш да направиме ние бенд, женски бенд, тоа, ама ја пошто не љубим многу експонирање. И ништо остана на тоа, само договарање. И дојде ред, ви викам да го снимиме ова и ајде да го ставиме на Facebook, го ставивме на Facebook и наидовме на многу позитивни коментари, кои што ни дадоа поттик да снимиме уште видеа. И од тој ден се договоривме секоја наредна неделја да почнеме да снимаме по едно видео со македонски Evergreen композиција. И почнеме да свириме, се договаравме кој би бил третиот член, затоа што ипак би сакале да биде троглас, да биде поштосно нешто да се случи. И рековме дека тоа ќе биде Теја. Теја исто така пее со нас у хор и ја зедовме Теја и така почна нашата приказна. Околу името многу време се мислевме, дававме многу предлози и на крај решивме да биде шербет, зашто сакавме да асоцира на нешто старо, нешто архаично, нешто сладко, нешто благо. И плюс тој збор и албанците и турците го разбираат. Задоволство големо у секое време, а притисок не, меѓутоа дефинитивно осеќаме огромна одговорност затоа што не следи голема маса на луѓе и цела таа популарност у тој момент треба да ја искористиме за да пропагираме вистински вредности и некои работи кои што денес излагаа малку од колосек, треба да покажеме дека барем ние правиот пут што мислиме, нели, дека треба и што не учеле нашите дека треба да се прати, дека цела таа популарност не само за музички и културен дел, него дека треба да се искористи малце на овој начин. Така да не ни е притисок, задоволство ни е, ама мора да се искористи паметно таа популарност. Од една страна е нешто што сите три ние го сакамо, а од друга страна беше нешто што ќе биде малку поразлично тоа што се дешава денеска, барем овде у Тетово, и еден поттик за негујање на македонската музика понатаму. И рековме, така ни беше договорот дека првите 6 месеца од нашето постоење ќе пееме исклучиво македонски евергрини. И така и беше. Репертоарот што ние го свириме на свирке, на седенке, на некој настан е доста широк. Опфаќаме доста жанрови, па у граница на нешто што е комерцијално. У иднина, она што сакаме, поготово до година да го работаме, е авторска музика, ако успееме да се спремиме пред све финансиски за тоа, а после ако се уклопиме ние три жанровски, затоа што сите три горе-доле сме посебни, имаме различни укуси музички, иако имаме нели заеднички работи што не донеле заедно, свака се влече на своја страна и не знаеме дали
конечно ќе се најдеме у нешто заедничко, ама за тоа нели ќе имаме некоја стручна помош од музичари од тетово и слично. И целта сега ни е да се насочиме кон авторска музика, а свирките тие репертоари малце ќе почека. Мора сега на ова да се фокусирам. Pada noć puna strepnje, a nemate tu kraj mene, a trebate kao pesnik svoju voz. Na srcu mi studen zime, na usnama tvoje ime i samo čekam dan da dođeš mi. A kad mi dođeš ti i osmeh vratiš mi, sva patnja i bol života moj će proći noćima bez sna. Ja tebe dozivam da dođeš mi ti kao svi počnemo mi mirno živjeti. Лани издадовме албум со модерна преработка на 9 староградски тедовски песни, за кои исто така направивме концертна промоција во Културен дом. Ни помогна Гоце Симоновски околу аранжманот. Мислам дека сите се одушевија од концертот, стварно беше многу добар, дури и ние сами не очекуваме дека така ќе биде, супер беше. CD-то што минатата година ја го издадовме беше полуавторско, затоа што беа тетовски староградски песни, а направени у некој модерен наш аранжман. Така да, ама се стремиме кон тоа да направиме нешто наше авторско. Ние следиме горе-доле и у кои земји не прата, па така да можем да кажем дека видеата се гледани не само нели нашите у Америка и слични места кај што најчесто се иселува. Интересен беше фактот дека мислим дека трета погледаност на YouTube на видеата наши беше Холандија. Тоа ни беше интересно. Ама ете да, сега и целата популарност може да се каже дека сме ја стекнале преку социјалните медиуми, денес така тоа иде. И дефинитивно бајџи земја не гледа. У хор, да, различни гласови, јас сум прв сопран, теја е втор, Марија е алт, ама и се мешамо по потреба, кој како... Зависи каква е композицијата, зависи што треба да е. Имамо гостувано на промоcije, имамо правено свирке, имамо свирано на фестивали, така да ја имамо доста прошетана Македонија заедно.
prema mi sve večeri, šećerino malo i mome, koja večerja da dojde, sakaš dojdi, sakaš ne idi, lice tovi obrubelo, sakaš dojdi, sakaš ne idi, sevdata mi Ние се трудимо свите работе, проблеми околу организација, финансија и такви менаџерски проблеми да ги решаваме сите три заедно. Секојаш има свој круг на движење, функционирање, одреден круг на људи и свите си действуваме у своето поле кај што можеме да действуваме нормално, без поддршката од градот, од поединци, фирми кои што несебично ни помагаат, има и такви, ама основата е ние три. Финалната цел е таја, нели? Една културна преродба од Тетово, колку што можеме. Ние нели не сме професионалци, ние сме аматери. Не е дека у Тетово нема култура, ама дефинитивно има помалку од тоа што е имало, барем ние кои сме биле деца. Културата изгледа не е модерна више кај младите, зашто има влијание од страна кои што некои други работи ги вметнува како модерни. И толку за тоа го правиме све ова, за да им покажеме на младите дека културата е нешто убаво, нешто кај што се изразуваш, кај што се дружиш, како што се дружиме ние, и нешто што останува за веки. Хорот за мене е нешто многу убаво, тимска работа, плюс тоа таму ги запознав и нив две. И со хорот доста ја совлада вокалната техника. И друго е, мислим, освен тоа и дружењето, шетањата, стварно супер. Идењето у хор е едно големо богатство. Пред све зашто учиш дисциплина што ти служи цел живот, учиш одговорност, учиш дружба, културно се издигнуваш, бајајќи земји сме прошетали исто и со хорот, а на крај доаѓа и музичката едукација, поготово за некој ка мене Јана Марија што нема основно музичко школо, па можем да речем дека сите тие повеќегласни пеења што сме ги имали у хорот не спремиле за ова денес ние што го правиме, да ни биде многу лесно без некоја музичка едукација. Самото наше идење и у хорот, и у Менада, и у Лале беше огромен плюс не само за полето на музиката, туку и животните предизвици кои што доаѓаја со тек на времето. Например, еве, конкретно со Шербет, многу олеснителни околности у смисла на организација, на функционирање, заедништво, поиќе људи, поиќе проблеми. Ама идењето у хор и таа дисциплина која што таму сме ја осетиле и сме ја научиле, ни помогна многу у животот. И затоа би сакала да го искористим овој момент за да ги повикам сите родители и деца да ги испратат своите деца у хор и дека нема да сгреше и многу ќе им помогнете у животот. Имам порака до родителите, затоа што децата нели го прават тоа што ќе им го кажат родителите во најголем дел од случаевите. Пораката е да ги пратат децата на хор. Не само зашто е незаборавно искуство, дружење и све тоа, не само што ќе им помогне музички, туку дефинитивно многу помага за оформување на една позитивна особа, една позитивна личност у целост. Најди време, лиду до вечер, на мини до мене. Најди начин, лиду до утро, заспи си крај мене.
Inanea lido do dia. Na postela meca bella. Inanea lido do dia. Na postela meca bella. Inanea lili. Inanea dudu. Inanea lido do dia. Najdi vreme, lidu do večer. Mini do mene. Najdi način, lidu do utro. Zaspi si kraj mene. Postela meca bella. Inanea lido do dia. Postela meca bella. Inanea lili. Inanea dudu. Inanea lido do dia. Postela meca bella. Inanea lido do dia. Postela meca bella. Inanea lili. Inanea dudu. Inanea lido do dia. Шеќерните девојки ги почестија тетовци со 2 концерти. Мелем за сите љубители на музиката. Успеаја да ги оживеат староградските тетовски песни и да ги вратат спомените кај секој присутен на концертот. На вториот пак ги воодушевија посетителите со македонски и светски евергрини. Полни срца, а и полна сала во Центарот за култура. Bila je tako lijepa, uvek se sećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam, više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na Kyoto. Pocinjene ruke, plačni pogled njene. Možda je tako bolje, zaborav briše sve, ali ipak često se sjetim nje.
правејќи споредба од лани и годинава, некако годинава се осеќавам многу по-опуштени и со со многу поголема емоција, не дека лани немаше емоција, лани имаше многу емоција, прво затоа што пеевме за тетово, а годинава пеемо за љубовта, за нешто што е многу пошироко и многу поголемо, а уедно го ставаме и тетово. И се трудевме да направиме еден спој, па така и плакатот, и цела организација, како што течеше организацијата и етапите кои што за да стигнеме до ова вечерва што го видовте, беа инволвирани многу тетовчани и затоа, како што знаеме да речеме дека е од тетово за тетово. У нашиот бенд членуја Гоце Симоновски на гитара, Дејан Апостоловски на тапани, Јован Василевски на сајзер, Ненад Вуковиќиќ исто така на сајзер, Зорица Здравковиќ на перкусии, Мирослав Јовановски на кларинет и Драгана Марковиќ на виолин. Јас сум пресреќна за ова вечер и за овој концерт и многу ми е мило и драго што навистина цела сала беше полна. Не знам, срцето ми е полно. Како што кажавме на концертот, ние вечерва не бевме тука ни да бидеме на љубави, ни да пееме на љубаво, ни да свириме на љубаво, ни да звучиме на љубаво. Бевме дојдени да им приредиме една преубава вечер на нашите граѓани, бидејќи сите знаеме дека многу ретко се случуваат вакви настани во Тетово и многу малку се наброи во една година. Традиционално, како и лани, непосредно пред денот на ослободувањето на Тетово, решивме една вечер на нашите граѓани да им посветиме на љубовта, и тоа не само на меѓуполовата љубов, туку на љубовта во било која смисла на зборот. Значи, љубовта човек спрема човек, љубовта спрема она што не исполнува, секоја една љубов што постои. Ова ми е втора година соработка со Ширбет. Првата година работевме на првиот нивен албум, преработки на етно и народни македонски творби, односно песни, и оваа година имавме соработка каде што направивме преработка на некои, да речем, песни од различни географски региони, од Балканот и пошироко. Ова е интересен паков настан, се надевам дека традицијата ќе продолжи понатаму и дека нема само да се одржува традицијата во Тетово, туку ќе се расшири во некои останати, да речеме, градови во Македонија и надвор од Македонија. Кој е според тебе значењето на Ширбет? Ете релативно нов меди се бенд. Можеш некоја компарација да направиш, да те кажа традиционални песни, сега малце евергрини да речам. Мислиш дека треба да продолжат да истражуваат у други жанри? Па добро, може да истражуваат, да се тражат, да речем, во жанровски и музички, бидејќи се прилично млад бенд, околу година-две. Меѓутоа, од прилика, мислам дека стилот полека се дефинира кај нив, а очевиден е ентузијазмот, ја сакаат музиката, да обожаваат да настапуваат, да пеат, што е супер одлика и нормално очекуваме да тој ентузијазам да продолжи натаму. Јас со нив па веќе еве втора година и на првиот концерт бев присутен, еве и сега со задоволство, значи супер беше стварно според мене. Кажи ми, што мислиш дека представуваат Шербет, некое ново можеби освежување за градот, за културата, нивниот придонес колку е значен? Па да, секако, значи они многу допринесуваат за музичката култура тука во нашиот град и надвор, значи не само во нашиот град. Значи еден бенд трио со традиција сакаат, значи да ја продолжат традицијата, плюс они се и во хорското пеење, така да супер, мислам дека на добар пат. Не е ни чудо што се нарекуваат Шербет. Кога ги слушате како пеат, сладко ви е на душата. Овие три девојки прераснаа во вистински символ за Тетово, неговиот дух и љубов кон музиката.
čiste misli pokriv tvoj tvoj i košmar tvoj pred okvik, pred kućem prag skrijen pogled toku drag ko Bog svoje si ista strela vozduk smera ladna kako led a bujna kako sve stojam dugo, dugo jaz gledam čudno i bez glas ko ti si na koloranosti unosi zvezda si more koji oblaka do ti si vertikali nogi kosi sve si moj ali tu ime ne Imajte ten što ne se zori skrije tvoj oskazni gori